По повеќе од една деценија нама се нов закон за високо образование. Суштината е јасна да се постигне квалитет пред квантитет. Државата планира строга евалуација и кратење на нефункционалните студиски програми, додека медицината и архитектурата се дефинираат како јавен интерес кој ќе биде заштитен. Од академската фела сметаа дека самиот предлог закон суштински нема да донесе подобрување, бидејќи е врзан со сите останати системски закони. Во сите европски држави професорот Дуе вели законот е само рамка, а се друго е оставено на универзитетите да ги дефинираат критериумите. Критериумите не ги одредува државата. Туку постојат независни тела за евалуација, составени од еминентни професори и професори од други универзитети, бидејќи ние сме мала земја, не можеме да ги покриеме сите области, кои што ги ревидираат, евалуираат програмите и начинот на кој што професорите се избрани во звања. Точно е дека овој закон сака да даде тежина на истражувачката работа и на научниот развој и онаа желба на некој начин да се подигнеме на сите тие листи за рангирање на универзитетите, но во суштина со самиот закон јас сметам дека доколку идеален не може да се сменат состојбите, бидејќи сите тие нешта се поврзани со другите закони кои што постојат во нашата држава. Отсуството на националното студентско представување е сериозен пропуст што мора да се коригира, порача лидерот на Форумот за образовни промени. Забелешки има и за новите повисоки критериуми кои смета дека ќе важат само за идните професори. Ако вие утре сакате да станете доцент, вие треба да имате поголеми критериуми и повеќе научна влијателност, повеќе од твојот ментор што ќе го имате, затоа што сигурно вашиот ментор ќе биде некој што воопшто не објавува и не знае ниту на англиски за да објавува на англиски и ќе се очекува од вас за да имате ментор, некој што има помалку квалитет од вас, вие да поставувате поголем квалитет за да станете доцент. Затоа кажав, ова е една предлог закон направен од конклавата на доживотните професори, само за тие да не бидат чепкани. Како трет клучен проблем ја посочува автономијата на универзитетите, особено зголемената улога на извршната власт во универзитетските одлуки. За ова нема воопшто логика и ова е на некој начин нарушување на автономијата на самите универзитети, но за жал веќе никој од универзитетите не реагирале за овој дел што е еклатантно мешање во автономијата на управување со универзитет. За доскорешниот лидер на универзитетското студентско собрание, законот е прифатлив бидејќи инкорпорира голем дел од нивните клучни барања, како подолгите мандати на студентските представници, недостасува обединување на студентските собрања на национално ниво и нов концепт за бесплатно високо образование. Националното студентско тело и размислување за воведување на нов концепт за финансирање на високото образование, односно воведување на бесплатно високо образование, кој што не би бил огромен трошок за државата, а сепак ќе обезбеди социјална правда за младите. Во делот исто така на дигитализација и интернационализација се направени одредени чекори, но сметам дека по носење на законот стратешки треба да се фокусира Министерството заедно со универзитетите за подобрување на условите за интернационализација, привлекување на поголем број на странски студенти, но и во делот на автономијата на универзитетите. Најавени се јавни расправи за законот и работни групи формирани од МОН. Законот треба да биде изготвен до 26 февруари, пошто ќе се најде на комисиска расправа пред пратениците. Мирјана Давидовска, Сител телевизија.